Единствени и уникатни пейзажи, грандиозни планини, длабоки и бистри реки, водопади, извори, пештери, долини, клисури. Чудесна и дарежлива е природата. А целата таа чудесија евеа пред нас, во Националниот парк Маврово, во нашата чудесна Македонија. А таму некаде на Аџина река во прегратките на Шара е она што го разбуди нашето љубопитство и не донесе на ова патување. Прашума од Смрча. Вистинска прашума и тоа македонска. Се наоѓаме во една од ретките прашуми во Македонија, тоа е прашумата од Смрча во Аџина река. Е распространета негде на 127 хектари. Има правец на протегање северо-запад и успева на специфични климатски услови. Што е тоа прашума? Постојат голем број дефиниции за тоа што е прашума. Некои ја именуваат и како примарна шума, детствена шума, virgin forest. Овие шуми често пати кај нашиот народ се поистоветуваат со тропските шуми, поради тоа што кај нас луѓето многу малци имаат сознанија за прашумите и дали сте тие застапени кај нас. Тропските шуми исто така представуваат прашумски тип, меѓутоа и во однос на положбата, во географската положба и во однос на видовиот состав, еколошките услови многу се разликуваат. Што е специфично за оваа наша прашума од Смрча? Е тоа што е, искрено кажано, една од единствените прашуми на најјужниот ареал на распространување на овој вид. Поради тоа се карактеризира и со многу специфични еколошки услови. Значи, резултат на ваквата специфика е тоа што еколошките услови, географската положба и антропозогените влијанија. Тука сме ние, екипата на Македонската телевизија, група студенти од Шумарскиот факултет, во организација на професор Јане Ацевски и нашите домаќини, ренџерската служба на Националниот парк предводена од инженер Томо Ѓорѓевски. Добар познавач на секоја педа од оваа непрегледно пространство. Патот дотаму го започнуваме овде од местото викано Кичинички камен, или како што ќе го сретнете во некои документи Кичинички рит. И ете го погледот што го одзема здивот и свесноста за големината, убавината и непроценливата вредност на ова наше природно богатство. Овој простор од 73.088 хектари, лоциран во северозападниот дел на Македонија, распослан на планините Кораб, Дешат, Шарпланина, Бистра и Крчин, неслучајно е најголемото заштитено подрачје во државава. Во далечната 1949 година, поради особените природни убавини, историското и научното значење на шумите и шумските предели околу Мавровското поле, со закон на Президиумот на Народното собрание на Народна република Македонија, е формиран Националниот парк Маврово. Свет на волшебни различности и исконска хармонија. Речни долини, клисури, водопади, пештери,
Леднички езера. Речиси 86 планински врвови со над 2000 метри надморска височина, а 6 од нив и над 2500 метри. Според најновите истражувања, во Европа постојат голем број на локалитети каде што се лоцирани шуми со прашумски карактер или прашуми. Најголемо наоѓалиште на вакви шуми денеска имаме на Карпатите, во Романија, бидејќи се најзачувани и не биле тешко пристапни. На други локалитети би ги спомнале Алпите, потоа Динарскиот систем, Шарскопинскиот систем, Родопите и така натака. Во Македонија карактеристично што многу ретко ги има шумите кои што се прашуми или имаат прашумски карактер, пред се заради тоа што Македонија е подрачје со специфична географска положба и специфични еколошки услови, но и подрачје каде што е силно изразено антропозоогеното влијание, значи влијанието на човекот и животните. Покрај тоа, прашумите во Македонија и шумите со прашумски карактер се сретнуваат само во западниот дел на Македонија, и тоа на планинските масиви Шара и Кораб, додека на другите се речиси не се застапени или со многу мали микролокации. Огромни планински масиви како што се јужните планини во Македонија, Нидже, Кораб, Кајмакчалан, Галичис и така натака, кај нив не се констатирани или забележани прашуми, пред се затоа што во новија планини, во периодот кога се водела Првата светска војна, се наоѓала фронтовата линија и многу од шумите биле уништени и девастирани, односно силно било влијанието на војната врз овие шуми. И не е ни чудо што за оваа несекојдневна и исконска убавина за овие планински врвови и масиви се раскажани многу легенди и преданија. Во еден запис од македонскиот собирач на народни умотворби Марко Цепенков ќе го пронајдете преданието раскажано и прераскажано од дебраните и поречаните. Преданието кажува дека некогаш, многу одамна, овде имало море, а на врвот на Кораб планина имало големи алки за врзување на корабите. Кога се случил библискиот потоп, дедо Ное со коработ дошол до овие планини и првично удрил во камените врвови на Песјак планина. Острите врвови и карпите ја изгребале арката и тогаш дедо Ное исплашен извикал: "Их, Песјак планина, ќе ми го дупнеше коработ." Од тука поминал преку Шарпланина и кога ја видел прошарана од водата и го дал името Шарпланина. Продолжил преку Бистра и ја видел избистрена од водата, па ја нарекол Бистра. А пак, поминувајќи преку Крчим планина, коработ скрцкал, па од тука и името Крчим планина. Коработ продолжил до Кораб планина, арно ама се искршил и тука останал. Па затоа дури и ден денеска таму има штици и дрвја од Ноевиот кораб. Така вели преданието, така раскажуваат дебраните и поречаните. Влијанието на човекот и животните овдека е многу слабо изразено. Пред се тоа е резултат на географската положба, на еколошките услови што постојат овдека на овие терени, бидејќи карши од овие шуми имаме високопланински пасишта, луѓето обично таму ги напасувале животните, односно овците, и не им било во интерес да навлегуваат во овие шуми. Од аспект на користење на дрвната маса, овие шуми не може да се користат за огрев, па така биле поштедени од она негативно антропозоогено влијание на човекот.
Ова овозможило овие шуми да се развијат во еден непречен, природен, сукцесивен развој, што денеска ги прави да бидат посебно, односно да имаат прашумски или така наречен детствен карактер. Човекот ги поштедил шумите, а живеалишта за себе изградил таму горе, високо во планините. Меѓу Корап и Шарпланина во горниот слив на реката Радика, на 1530 метри надморска височина, сместено е Кракорница, највисокото населено место во Македонија, но и во поранешна Југославија. Планинско село во кое населението се занимавало со сточарство. Велам се занимавало, зашто некогаш селото броело 130 па дури и 160 жители, но со последниот попис од 2021 година, за жал, само еден жител. Во селото е зачувана старата типична реканска архитектура, но онаа најкарактеристичната, што сакаат да ни ја покажат нашите домаќини, е во село Бродец. Се спуштаме малку надолу, ја премостуваме Аџина река и на 1440 метри надморска височина влегуваме во село Бродец. Сместено на јужните огранки на Враца планина, во изворишното подрачје на реката Радика, не дочекува истата слика. Единствените жители и неколку куќи како неми сведоци за времето кога селото броело дури 510 жители. Меѓу нив и онаа најубавата, зачувана, не баре сега изградена, типична реканска. Символ на едно време, сведок за умешноста и храброста толку далеку и толку високо да се изгради дом за навек. Недопрена и целосно природна, токму онака како што се опишани и дефинирани прашумите. Стари шуми, примарни, исконски, праисториски или девствени. Добрите познавачи животот на прашумите го споредуваат со животот на човекот, па велат се раѓаат, растат, созреваат, стареат и умираат. Шуми недопрени од човечка рака, шуми во кои ни птиците не пеат. За појава и настанок на една прашума постојат голем број фактори. Пред се тоа се еколошките фактори, како прво би ги спомнале климатските фактори. Шумата од оваа прашума од смрча се наоѓа во едно специфично микролокацијско наоѓалиште, кое што се карактеризира со тоа што има хумидна клима. Хумидната клима е карактеристика за смрчевите шуми, се карактеризира со тоа што има голем процент на релативна влажност во воздухот.
Која е причината за ваквиот голем процент на влажност во воздухот? Пред се тоа е положбата на масивот, каде што се наоѓаме, бидејќи од овдека негде на 70 км воздушна линија се наоѓа Јадранското море, од каде што се креваат топлите воздушни маси и кога ќе дојдат на острите врвови и високи планини на кораб, се изладуваат и полека почнуваат да паѓаат, да се спуштаат кон овој дел и се појавува голема релативна влажност на воздухот. Животот на прашумите зависи од климатските, но и од еколошките услови на поднебието. Во овие недопрени, густи, непроводни шуми во кои дрвјата умираат од старост, се развиваат специфични и единствени екосистеми. Најстарата прашума во Македонија од смрча се карактеризира со специфични еколошки услови. Од педолошки аспект, овдека се формираат камбични почви со голема кисела реакција и тоа на силикатен матичен субстрат. Се карактеристично за овие почви што се кисели до слабо кисели, со длабок педолошки профил, особено А-хоризонтот, бидејќи е многу богат со хумусни материи, кои пред се произлегуваат од распаѓањето на игличките и дрвната маса, како и на другите растенија. Овој хумусен хоризонт представува една субстанца која дава добри услови за развој на вегетацијата. Меѓутоа, поради тоа што има нарушен светлосен режим, ако забележувате овдека многу малце е развиен оној приземен дел од вегетацијата. Игличките од смрчата предизвикуваат да се создаде овдека една кисела реакција на почвата, што ограничува развој на голем број на растенија. Од синдинамски аспект, ако ја погледаме оваа шума, ќе видиме дека таа се наоѓа во еден краен стадиум од развојот, така наречен климакс стадиум, каде што се забележуваат различни дрвни видови како елата и смрчата и некои грмушести видови, кои што се карактеризираат со тоа што имаат најразлична возраст, значи сретнуваме стебла стари преку 250-300 години, и тоа сретнуваме и стебла кои што се помлади, односно се со 1 до 10 години, па имаме стебла од 30 до 50 и така натака. За овие шуми една од карактеристиката се така наречените хабитатни стебла, кои хабитатни стебла баш го прават оној карактерот на прашумите. Тие се носители на целиот екосистем, бидејќи овозможуваат не само развој на растителниот свет, него даваат и услови за развој на голем број инсекти, кои што ќе се хранат со птиците, развој на голем број микроорганизми, развој на голем број видови на габи и даваат услов за еден непрекинат синдинамски развој на смрчевата шума. Во смрчевата шума може да јасно да се забележи дека имаме остатоци од распаднати, полураспаднати, па и стоечки стебла кои што се суви. И тоа е карактеристика за овие шумски екосистеми. Ако ја погледнеме добро почвата, ќе видиме дека има таа добри, така наречени воздушни добар воздушно-воден режим, кој овозможува развој на брз развој и растење на семките кои што ќе паднат. Од фитоценолошки аспект, оваа шума, тоест мешана шума од смрча и ела. Оваа заедница карактеризира голем склоп. Ако погледнете кон горе, ќе видите дека склопот се движи од 0,9
до 1, што значи вертикалната проекција на крошните врз почвата е речиси 100%, што прави голема засена. Ваквата засена заедно со хумидната клима, заедно со киселата реакција на почвите е ограничувачки фактор во развојот на другата вегетација. Единствено елата, како вид кој што има многу широка еколошка амплитуда, односно за својот развој не бара многу светлина, особено кога е млада, успева да дојде во оној подстоен кат, каде што се гледа дека незе не и смета големата засена. Поштедена од влијанието и интервенцијата на човекот, оваа наша прашума го достигнала својот климакс стадиум. Што можеме да направиме за да ја возвратиме на природата, да ја заштитиме и да и го продолжиме животот на единствената прашума од смрча во Македонија? За да се заштити оваа шума, предвиден се поголем број на мерки. Пред се правни мерки, како што е прогласување на оваа шума за строго заштитена шума, која влегува во категоријата на подрачје со строга заштита, односно црвена зона, каде што се забранети секакви човечки активности, освен за потребата на науката и следење на оваа шума. Во однос на други мерки што треба да се превземат, тоа е така наречениот мониторинг или следење на оваа шума, каде што се следат не само морфолошките карактеристики на шумата, незините сукцесивни процеси, туку се следат и еколошките фактори кои силно влијаат за развиток на оваа шума. За таа цел потребно да се направи посебен проект каде што ќе се следат одредени еколошки фактори. Во едно моје видување посочив дека како еден од најбитните фактори за следење при мониторингот е да се следи светлосниот режим. Светлосниот режим има големо влијание врз развојот на смрчевите шуми, пред се заради тоа што влијае врз репродуктивниот процес, односно обновата на оваа смрчева шума. Дека има нарушување на светлосниот режим укажува и фактот што многу е слаб подмладок, појавата на подмладок од овој вид, а почнува да доминира подмладокот од елата, кој има многу поширока еколошка амплитуда и е многу поизразито сенко поднослив. За таа цел треба да се постават специјални сензори кои што ќе го мерат светлосниот режим, меѓутоа ќе ја мерат и релативната влажност на воздухот. Напоменав и преска, хумидната клима е еден од битните фактори кои што силно влијае врз појавата и распространувањето на смрчевата шума. Како најјужно на одјалиште, смрчата во Македонија порано постоела на поголем број локалитети. Меѓутоа во периодот на повлекување на исчезнување на смрчата на голем број простори, особено во Македонија. Овдека на овој локалитет смрчата нашла, односно и останале добри услови за понатака да опстане и да премине во еден краен стадиум на развој на смрчевите шуми, односно климакс стадиум, кој климакс стадиум почнува да се не завршува со пропаѓање на шумата, него со промена на видовиот состав. Прашумите не само за нас, него и во светски рамки представуваат значајни природни екосистеми, пред се заради тоа што имаат микроклиматски услови кои што се карактеризираат со специфични еколошки услови, меѓутоа и силно влијаат врз климатските промени. Што е тоа силно влијание врз климатските промени? Тоа што овие се стабилни екосистеми со широка еколошка амплитуда и не дозволуваат големи промени и представуваат подрачје каде што обстанува биодиверзитетот, односно го зачувуваат биодиверзитетот. Втората многу битна компонента, а денеска многу како тема експлоатирана е врзувањето на јаглеродот. За прашумите е карактеристично што не само што го врзуваат јаглеродот во нивната дрвна маса, него го врзуваат јаглеродот и во биомасата и дрвната маса која што
паѓа на земјата, трули и така натака. Значи, подолг временски период го зачувуваат јаглеродот и го складираат, со што го намалуваат на неговото влијание во атмосферата. Една од најбитните компоненти за влијанието на прашумите врз човекот со своето постоење, тие го насочуваат човекот да препознава прави исконски природни шуми. И во еднина, сите мерки за управување, стопанисување со шумите или на друг, ќе представува една почетна точка, односно референца, како треба да изгледа една природна шума. Значи, прашумите се репер или единица мерка за тоа како треба да изгледа една природна шума. Како мерка што треба да се превземе, да се направи една повторна идентификација, нивно маркирање, да се нагласи нивното значење во целокупниот природен развој на шумите во Македонија и да се направи нивна не само правна заштита, него и реална заштита, каде што луѓето ќе се грижат за нив и ќе ги чувствуваат како едно културно, историско и природно добро. Затоа ова Македонија е чудесна, затоа што во неа се имаме. Многу малце луѓето од кај нас знаеле дека имаме и прашуми, меѓутоа денеска еве се запознавме и со вакви шуми кои што се значајни за Македонија. Заминуваме со измешани чувства и впечатоци. Чувство на гордост за ова непроценливо богатство, чувство на одговорност кон ова наследство од памтивек, но свесни за значењето и потребата од заштита на нешто ретко, единствено и наше. Сега ја разбираме посветеноста и пожртвуваноста на нашите домаќини ренџери. Нивната грижа за секоја педа од паркот, како и за безбедноста на секој посетител намерник, е пример достоен за почит. Го напуштаме Националниот парк Маврово со чувство на недореченост за се она што видовме, помирисавме и допревме. Зашто тоа што го создала природата, ниту најмудриот не може да го измисли, ни највештиот сликар да го